Гласници на надежта. Глава 39. Разбери се себе си. Пред неколку недели примив писмо од слушател. Таа ми раскажа за незиното длабоко душевно страдање, се додека таа не повика кон Господ за одмор и мир. Бог ја слушна неа. Да, тој ја слушна. Кога на неа и требаше помош, таа можеше да повика кон Господ и Господ ја слушна неа. Што и требаше тоа е да се разбере себе си. Тоа е што на сите нас ни треба. И сепак понекогаш изгледа дека не можеме да го дофатиме. Така беше и во деновите на Исус. Како што тој се среќаваше со толпата, тие се бореа да го разберат него. Нивниот проблем всушност беше да се разберат себе си. Исус беше во можност да ги допре тие делови од живот кои се од суштинско значење дури и за нас денеска. Доаѓаме до подобро разбирање од Божиот збор во Евангелие по Јован, 8 глава, од 21 до 30 стих, изборовите на Исус. Исус повторно им рече: Јас си одам, а вие ќе ме барате и ќе умрете во својот грев. Каде што одам јас, вие не можете да дојдете. Затоа евреите рекоа: да не се самоубие, затоа што вели: каде одам јас, вие не можете да дојдете. Им рече уште: вие сте од долу, јас сум од горе, вие сте од овој свет, јас не сум од овој свет. Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови. Зошто, ако не поверувате дека јас сум тој, ќе умрете во своите гревови. Тогаш го праша: кој си ти? Исус им рече: па што ви зборувам уште од почетокот? Имам многу да зборувам и да судам за вас, но вистините оној кој ме испрати, и јас му кажувам на светот она што го имам слушнато од него. Тие не сватија дека им зборува за таткото. Затоа Исус им рече: кога ќе го подигнете Синот човеков, тога ќе знаете дека јас сум и ништо не правам сам од себе, туку дека го зборувам она што таткото ме научи. Оној кој ме испрати, со мене е, не ме остави сам, затоа што секогаш го правам она што му годи. Кога го зборуваше тоа, мнозина поверуваа во него. Еве неколку увиди во човечкото однесување што треба да ни помогне да се видиме себе си онакви какви што сме. Првото неверување е пречка. Исус даде предупредување. Тој рече: јас си одам, а вие ќе ме барате и ќе умрете во својот грев. Тој рече: каде што одам јас, вие не можете да дојдете. Ова е сега предупредување, она што Исус им го кажал на овие луѓе. Тој продолжи и рече: зошто ако не поверувате дека јас сум тој, ќе умрете во своите гревови. Така Исус постави услов. Услов, мој пријателе, надвор од кој нема помош. Тој рече: јас сум Месијата, и ако не верувате дека јас сум тој, ќе умрете во своите гревови. Заклучокот е дека неверувањето е пречка. Нема излез, затоа што Исус го направи тоа многу, многу јасно. Има само еден пат. Верувај дека Исус е тој. Исус рече: неверувањето е пречка. Вториот увид, разбирањето, е верата. Тогаш Исус одговори на нивното прашање. Тие рекоа: кој си ти? Исус им рече: па што ви зборувам уште од почетокот? Ќе се вратам назад во стих 12 од истата глава и ќе видиме дека Исус таму рече: јас сум светлината на светот. Кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Верувам дека Исус им одговори на нивното прашање со повикување на таа посебна изјава кога тие рекоа: кој си ти? Тој им рече: јас сум истиот што ви кажав претходно. Јас сум светлината на светот. И тогаш Исус ја даде оваа изјава: имам многу да ти кажам на тебе и ја земам пораката од вистинскиот, оној кој ме испрати. И јас му кажувам на светот она што го имам слушнато од него, но вие не разбирате. Гледате, ви посочувам дека еден од увидот во човечкото однесување е тоа дека разбирањето е верата. Од една страна, неверувањето е пречка, но од друга страна, разбирањето е врата која ти дозволува да поминеш. Нема друг пат. Исус им помагаше на овие луѓе, на тебе и мене, да разбереме дека разбирањето е таа врата. Третиот увид што Исус го даде за човечкото однесување е следново. Нееднаквоста е одлучувачката точка. Исус даде предвидување. Тој рече:
Кога ќе го подигнете синот човеков, тогаш ќе знаете што реков. Кога ќе го подигнете синот човеков, тогаш ќе знаете дека јас сум тој. Имаше време да дојде. Исус предвиде кога ќе го подигнат. Кога ќе го подигнат, сигурно ќе ги потсети на нивните предци во пустината кога се враќаа од Египет кон светата земја. Кога змијата дојде помеѓу нив, Мојсей извика кон Бога. Бог му даде насока на Мојсей да направи змија од бронза и да ја постават на столб. Секој кој ќе погледнеше во змијата беше излекуван. Исус рече: кога ќе го подигнете синот човеков, тогаш ќе знаете дека јас сум тој. Тоа беше многу важно предвидување. Тогаш Исус наведе многу витален принцип. Тој рече: таткото со мене е, не ме остави сам, затоа што секогаш го правам она што му годи. Нема човечко сознание што дал ваква изјава досега. Никој освен Исус не беше во можност да каже: ги правам секогаш тие работи што му се угодни на таткото. Затоа реков, нееднаквоста е одлучувачка точка затоа што тој не е како тебе и мене. Никој не е еднаков со него. Тој стои над сите други. Овие увиди треба да те водат во вера кон него. Нели се овие важни увидувања за потребите на човечкото однесување, исто како тебе и исто како мене? Ти можеш да ја надминеш пречката на неверување со вера. Можеш да влезеш преку вратата на разбирање преку вера. Можеш да ја решиш одлучувачката точка со вера. Тоа е Месијата. Дали го познаваш него? Дали веруваш во него? Гласници на надежта.